Светлата во големата сала во собранието последен пат биле пуштени на 11 овој месец. Пред 15 дена народните избраници ја одржаа последната пленарна седница. Од тогаш до денес пратениците одржале само неколку комисиски расправи. На сајтот на собранието може да се види дека во моментов се откажани 2 пленарни и 5 комисиски седници. Телевизија 24 денеска се обиде да добие конкретен одговор од координаторите на пратеничките групи на партиите. Поголемиот дел од нив не одговорија на нашите повици. Според информациите на координативниот состанок на кој било одлучено да не се одржуваат пленарни седници, а воедно и пратеничките прашања кои се стандардно секој последен четврток во месецот, биле сите представници на парламентарните групи во собранието, освен координаторот на ДУИ, Блерим Беџети. Едноставно левица не се согласила да не работи собранието, но кога останатите решиле дека нема да има пратенички прашања, во тој случај од левица се согласиле да нема ниту пленарни цела недела. Никола Мицевски, кој е координатор на ВМРО ДПМН и Блерим Беџети од ДУИ, не кренаа слушалка да не дадат појаснување за нивниот двонеделен одмор, кој си го дадоа со образложение дека доколку има седници, говорницата може да биде злоупотребена. Халил Снопче од Вреди, цел ден е со исклучен телефон. Корисникот кој го баравте, во моментов го има исклучено својот мобилен телефон или е недостапен. Од Знам за телевизија 24 вела дека предлогот оваа недела да нема пратенички прашања излегла од собранискиот спикер Африм Гаши, но тоа не значи дека тие нема да се одржат. Ке се одржат опозицијските, но не и редовните. Значи, прво собранието не е на никаков одмор. Во оваа недела нема само пленарни седници. Собранието не работи само на пленарни седници, работи и на седници на соодветните комисии, се подготвуваат закони, има средби со граѓани, се она што е друга надлежност на собранието. Координаторот на СДСМ, Оливер Спасовски, во кус телефонски разговор ни соопшти дека пратениците работат секој ден, доаѓаат во собранието и подготвуваат закони. Неколку дена поред, јавноста е со жестоки реакции од однесувањето на пратениците. Дел од реакциите се однесуваат на недостатокот на политичка култура кај народните избраници, со тоа што тие не закажаа седница на која ќе одадат почит и со една минута молчење ќе изразат сочувство до семејствата на загинатите во трагичната несреќа во Кочани. Една паралела која јавноста ја потенцира е 36 часовната работа во кобните часови на несреќата на возачот на брзата помош, кој по заминувањето дома починал. Наспроти, одлуката на пратениците да не заседаваат затоа што може некој од нив на дело да ја покаже својата политичка култура или некултура. По член 74